Утре во Штип се игра клучната битка на Брегалница за бараж за влез во првата лига. Штипјани дома ја пречекуваат екипата на Плачковица, која важи за послаб конкурент, додека ривалот Борец ја пречекува тешката Беласица. Победата за Брегалница е многу важна, а важна е и за Плачковица, која во следните две кола може да го поправи пласманот од 6-та на 4-та позиција. Штипјани се подготвени за дуелот. Утрешниот надпревар со екипата на Плачковица нема никако да биде лесен. Знаеме дека тие надпревари однапред добиени се најтешки. Меѓутоа, играчите мора да го дадат максимум доколку сакаме да го добиеме овој надпревар. Екипата на Плачковица знаеме дека е една искусна екипа со повеќе искусни играчи кои имаат прволигашки настапи. Знаеме дека ќе биде тешко, почнувајќи нормално и од нивниот тренер на нивната клупа Гордан Здравков, кој знаеме колку значи за македонскиот фудбал. Што се однесува до екипата, освен Иван Митров, кој има 5 жолти картони, ќе отсуствува, другите се сите во строј и со исклучуки на Стефан Мишев, кој се пожали на вчерашниот надпревар на повреда. Мислам дека со него до утрешниот ден ќе биде секако што треба. Очекувам 3 бода и борба за тоа второ место до самиот крај на првенството. Максимално сме подготвени за утрешна среда против Плачковица. Атмосферата во клубот е многу на највисоко ниво. Ќе се потрудиме да ги освоиме 3 бода и со чекор да бидеме во баражот. Лошата вест за дуелот Борец Беласица е што победата не е важна на Беласица, која веќе обезбеди директен пласман во првата лига и единствено нешто по што би трчале е по сопствениот рекорд од 15 одиграни мечеви без пораз. Доколку утре слават Штипјани, а Велешани бидат поразени, Брегалница ќе биде патникот во баражот, зашто разликата меѓу ривалите ќе биде 5 бодови, доволна за сигурна позиција за сините. Доколку Штипјани слават, а Велешани ремизираат, како и секое друго можно сценарио, ќе значи дека патникот во бараж над преварот ќе го одреди последното коло. Освен Штипјани, утре второлигашки фудбал ќе играат и Каменица Саса и Осогово. Каменичани гостуваат на екипата на Кожув, а Кочанчани на екипата на Тиквеш. Кај овие два второлигаши преостанатите кола се беззначајни, зашто веќе не постои сценарио со кое можат да ги променат своите актуелни позиции.